Секој возрастен човек е составен од 68% вода, 20% јаглерод, 6% кислород, 2% азот и 4% минерали. Цената на овие суровини е околу 600 денари. Но енергијата која е складирана во атомите на телото, милиони киловат-часови, изнесува неколку милиони евра. Па колку навистина вредиме? Би било апсурдно ако сакаме да определиме цената на еден човек според неговите физички својства или хемискиот состав на телото. Секој чини толку колку што некој друг е подготвен да плати за него. Цената се движи од ништо до се, од нула до бесконечност. Бог вели за израелскиот народ: бидејќи си скап во очите мои, многу си ценет. Јас те возлюбив, затоа ќе дадам други луѓе за тебе и народи за твојата душа. Тоа го има запишано во книгата на пророкот Исаја, 43 глава, 4 стих. Размислувањето и постапките на секој човек се одредени од неговиот вредностен систем. Тоа им дава одредена вредност на луѓето, на духовните и материјалните блага. Даваме пари, време, здравје, слобода, па дури и својот живот за нештата кои се на погорните места на оваа листа, а ги жртвуваме без преголемо размислување оние кои се на дното на листата. Кои вредности го дефинираат мојот живот? Дали сум подготвен да го ризикувам здравието во име на успехот? Или да си осигурам финансиска корист преку лажна даночна пријава? Или да го ризикувам својот брак или туѓиот брак во име на љубовната афера? Што е толку важно за мене што ќе ме натера да ја платам цената за да го поседувам? Или во крајна смисла, дали е вредно само она од што имам корист, реално или привидно? За време на Француската револуција, слободата, еднаквоста и братството биле апсолутни цели. Американската декларација на независноста ги дефинира животот, слободата и правото да се стремиме кон среќа како исконски права. Тие ја одразуваат само свеста на една нација или култура, или барам на низините основачи. Религиите исто така поседуваат свој систем на вредности. Исламот има 5 столбови кои го одредуваат целиот живот на муслиманите. Будистите прифаќаат 4 благородни вистини кои што ги водат кон нирвана. Христијанската вера нагласува 3 доблести кои се пред сите останати, а сега остануваат овие 3 работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта, ќе запише апостол Павле во своето прво послание до Коринќаните 13 глава, 13 стих. Верата на прво место значи полна доверба во Бог, изразена преку сериозно однесување кон Бог и неговата волја. Кога верата ќе го допре Божјото ветување за еднината, се појавува надежта. Од двете се раѓа љубовта, која е исполнување на законот. Ке запише апостол Павле во посланието до Римјаните 13 глава, 10 стих. Во својата проповед на гората, Исус љубовта ја дефинира како златно правило. Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Запишано во Евангелието според Матеј, 7 глава, 12 стих. Овој принцип ја наоѓа својата примена и во другите религии, например во јудејската традиција и во народните поговорки. Не прави им на другите она што не сакаш тие да ти го прават. Сепак, никој не ја проповедал и доживеал целосната манифестација на љубовта толку убедливо како Исус Христос. Тој им простува дури и на своите мачители и ги учи своите ученици: сакајте ги своите непријатели. Запишано во Евангелието според Матеј, 5 глава, 44 стих. Љубовта која разоружува е совршениот израз на христијанската етика. За христијаните Исус Христос е живата и убедлива манифестација на сите основни етички идеали, пример за вистинскиот начин на живот. Највисоката мерка за христијанското поведение не е системот од правила и заповеди, не е моралниот принцип, ниту величествената идеја, туку личност, Исус Христос. Критериумот за христијанската етика е следењето на Исус. Тогаш како да живееме? Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и тој.
ке запише апостол Јован во своето прво послание, 2 глава, 6 стих. Она што не прави вредни и дава смисол на нашето постоење е следењето на Христовиот пример. Колку е вреден твојот живот? Зависи од тоа дали го следиш Христовиот пример во својот живот. Читај ги Евангелијата за да го запознаеш Исус Христос и следи го неговиот пример во својот живот.